Добро вечер за кавадарци, добро вечер за Росоман, добро вечер за сите кои што сте вечерва тука. Благодарам на поддршката и на присуството. Повторно, за жал, Македонија се наоѓа пред големи, тешки предизвици. Предизвици за кои што вие се сеќавате, зборувавме и во текот на изборите, за работи за кои што предупредувавме. Благодарам на поддршката на сите кои што не поддржаја и еден апел да размислат тие кои што не поддржаја за она што го зборувавме во изборите, затоа што за жал тоа сега се случува со оваа старо-нова коалиција, коалиција на лагата и криминалот, коалиција на СДСМ и ДУИ. А тоа е економско опустошување на Македонија и национално понижување. Благодарам на сите што дојдовте да не поддржите во едни вакви тешки услови на корона криза, поштувајќи ги мерките за заштита на здравјето, и посакувам добро здравје и брзо закрепнување на сите кои што се борат со короната. Македонија во моментов ја живее својата најголема криза од самостојноста до денес. Соочена е со здравствена криза и со економска криза заради корона кризата, и соочена е со криза во европските интеграции и односите со Бугарија. Ваква криза државата не памети од својата независност до денес. Ваква криза може да ја решат само најголемите умови кои што оваа држава ги има, најдобрите патриоти, честните синови и ќерки на оваа Македонија. И затоа од тука, од Кавадарци, од пред оваа прекрасна црква тука Света Петка, повикувам денес, сега, за да не е предосна, оставка на Заев за слобода на народот. Оставка на Заев за ден поскоро оваа влада да замине. Да се формира влада на национално единство, поддржана од сите политички партии, која што ќе ги реши овие три проблеми. И после тоа да одиме на предвремени парламентарни избори на кои што ќе се случи промената во Македонија. Предвремени парламентарни избори за чувување на македонското национално достоинство. Предвремени парламентарни избори за чувување на посебноста на македонскиот народ. Предвремени парламентарни избори за чувување на посебноста на македонскиот јазик. Предвремени парламентарни избори за чување на посебноста на македонската култура и предвремени парламентарни избори за чување на македонската самобитност. Македонската држава и македонскиот народ имаат јасен политички и општествен континуитет. Почнувајќи од преродбениците во 19. век, преку востанијата кои што се воделе на македонска почва, хронисувајќи ги со Илинденското востание, борбите во Младотурската револуција, борбите во Првата и во Втората Балканска војна, познатото Тиквешко востание кое што се случувало во овој регион, Охридското и Дебарско востание и останатите кои што се реакција на поделбата на Македонија со Балканските војни, борбата во Првата светска војна, практично револуцијата која што се случува на територија на цела Македонија помеѓу двете светски војни, и круна, антифашистичката борба во која што не случајно беше одбрано токму 2 август Илинден, да е денот на кој што ќе се одржи првото заседание на АСНОМ како јасен политички континуитет на Илинденското востание, и во која што антифашистичка борба македонските партизански одреди не случајно ги носе имињата на најголемите илиндеци и членови на натрешната македонска револуционерна организација, со цел да се покаже тој континуитет. А исто така, еден од врвните водачи беше водачот на ВМРО Обединета Димитар Влахов, кој што победеносно влезе во Скопје заедно со Методи Андонов Ченто и со Михајло Апостолски, генералот душата на македонските партизански одреди. И финално, борбата за своја
самостојност и независност која што беше хронисана со референдумот на 8 септември 1991 година. Тоа е континуитетот на македонската борба за самостојност и за државност. Тоа е континуитетот на борбата на македонскиот народ, на која што еден предавник, еден трговец, еден бандит како Зоран Заев нема да стави крај, уште помалце ќе го уништи, во тоа сум убеден, во тоа сум сигурен. Крајот ќе му дојде многу побрзо што мисли, затоа што со него е завршено. Политичката кариера му е пред крај. Најавувам вечерва од тука од Кавадарци на навршувањето 100 дена од формирање на оваа старо-нова коалиција на криминалот и лагата. Поднесуваме барање за изгласување на недоверба на владата на Зоран Заев и сум убеден дека ќе има барем неколку пратеници од владеачката коалиција, кои што не се согласуваат со ова национално предавство, кои што заедно со нас и со останатата опозиција ќе изгласаат недоверба на владата на Зоран Заев со цел формирање на влада за национално единство и национален спас, која што треба да извлече Македонија од оваа голема криза. Убеден сум во тоа. Благодарам за поддршката, да сме бројни, да не има, да не гледа народот, да ги храбриме сите да не поддржат, да ни се приклучат. Ова е надпартиска работа, ова е македонска работа, ова е работа за сите македонци, за да си ја чуваме Македонија. Да сте здрави и живи, да живее Кавадарци, да живее Македонија. Благодарам.